Менувањето на вордингот на кривописно одредени историски настани личности или случувања само од македонска страна ја отсликува неравноправноста на Република Македонија кон Република Бугарија во однос на договорот за пријателство, соработка и добро соседство. Прво затоа што се прикажува, се крие или се избегнува да се опише историската вистина, а факт е дека дека Република Бугарија е сојузник со нацистичка Германија и фашистичка Италија за време на Втора светска војна. Со тоа што младите македонски генерации и поколенија ќе бидат погрешно воспитувани и ќе учат историја која што не е одрас на она што било како во историски контекст. И второ, тоа значи тоа треба да значи и постапување од страна на Република Бугарија. Дали Република Бугарија исто така ќе пристапи кон менување на вордингот за историскиот контекст и, например, ќе избрише од своите учебници една историска небулоза дека Македонија е бугарска земја, а оттаму почнува се. Оттаму почнува неравноправноста во диалогот помеѓу нашите две сегашни суверени држави, Република Македонија и Република Бугарија. Република Бугарија уште еднаш го потврдува својот тврд став по однос на така нареченото македонско прашање или македонизмот, или сето оно што представува наше историско минато, создавање на македонската држава и наша сегашност, а тоа е блокада на нашиот европски пат од страна Република Бугарија. Од нас, според мене, ние како држава мора да преземеме сега, односно да имаме цврст политички став, базиран на резолуцијата едногласно усвоена на нашето македонско собрание, по кое што точно се знае зашто ние можеме да преговараме, а зашто воопшто не треба да преговараме. Според мене клучно во ова прашање е да имаме взаемна меѓусебна доверба, значи секојаш довербата ќе биде од двете страни. И второ, за мене е многу важно дали Република Бугарија е сама во овој процес на стопирање на Република Македонија на европскиот пат, или за оваа нивна одлука ситуационите европски држави кои што се оснивачи на Европската заедница, а сега Европската